Добър ден, ученици! Јас сум професор Стаменка Ѓорлева и го предавам предметот бизнис за 3-та година за економско, правна и трговска струка при Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица. Во темата инвестирање и бизнис, денешната наставна единица е значење на инвестициите и фази на инвестирање. Најпрво, малку да повториме. Во производството се ангажираат 3 фактори – капитал, работна сила, земја и предприемништво. Под поимот капитал се подразбира средства што се ангажираат за добивање на стоки и услуги. Гледано во најширока смисла, капиталот ги опфаќа сите материјални, нематеријални и човечки вложувања. Во потесна смисла на зборот, капиталот на предпријатието се јавува во 2 форми – фиксен и обртен. Фиксниот капитал се состои од елементи кои не ја менуваат физичката форма во текот на производството – згради, опрема, машини. Обртниот капитал е составен од добра кои ја менуваат формата во производствениот процес – суровини, материјали, производство во тек, готови производи и така натаму. Суровините се претвараат во готови производи, а готовите производи не остануваат во предпријатието, туку го менуваат сопственикот со продажба и се претвараат во паричен облик. Но зградите и опремата се трајна сопственост на предпријатието, тоа се користат во долги периоди се додека не се истрошат од употреба. Трошењето на фиксниот капитал го покрива амортизацијата. Амортизацијата е вредносно искажување на отпишаниот и строшениот дел од фиксниот капитал. Капиталот представува фонд, односно количина на градежни објекти, опрема и залихи, а инвестициите представуваат вложувања во зголемувањето на капиталниот фонд. Од тука, инвестициите се додавање на фондот на капитални добра и тие го создаваат новиот капитал. Инвестициите се една од најзначајните економски категории во економската наука. Преку инвестициите може да се разбере суштината на процесот на економски развој на националната економија. Бидејќи со нив се зголемува капиталниот фонд, односно градежните работи, опрема, залихи, расне производствениот потенцијал, а тоа е услов за поголема вработеност и повисок доход. Барањето на етимолошкото потекло на поимот инвестиции не доведува до латинскиот збор инвестицио, што значи вложување. Понекогаш, наместо инвестиции, може да се сретне терминот долгорочни вложувања, токму за да се нагласи долгорочниот карактер на употребата на средствата за инвестиции. Поимот инвестиции има двојно значење. Првото значење се однесува на претварање на паричните средства во нови капацитети или објекти. Второто значење на инвестициите се однесува на самото конкретно добро во физичка смисла на зборот. Или како пример, доколку си купите автомобил на кредит, вие месечно плаќате рата на банката од една страна, а од друга страна своите потреби за движење ги задоволувате со новиот автомобил. Инвестициите можеме да ги поделиме од 2 аспекта. Од микроекономски аспект на едно предпријатие се финансиските средства наменети за набавка на конкретни реални добра. Според тоа разликуваме инвестиции за замена, кои служат за финансирање на дотраените, оштетените и економски застарени средства и опрема. Тука инвестициите се еднакви на амортизацијата. Кога во предпријатието делот добивката се издвојува за инвестиции, тогаш имаме инвестиции за проширување, кои се наменети за нова опрема, нови производи, нови технологии, објекти и така натаму, или инвестиции за модернизација, кои опфаќаат механизирање, автоматизирање и компјутеризирање на производството. Од макроекономски аспект,
Значењето на инвестициите за една национална економија е доста големо и се согледа во економска самостојност, вработување, искористување на расположливите производствени капацитети и стварање на нови производствени капацитети, континуитет во производството, а сето тоа резултира со поголем бруто домашен производ. Инвестициите секогаш имаат одложен ефект за бизнисите. Најпрво, бизнисите треба да издвојат дел од својот профит и да го наменат за идни вложувања. Потоа, средствата да ги инвестираат и треба да помине извесен период додека дојдат крајните ефекти од инвестицијата. Од тука може да се каже дека временскиот фактор е значајна компонента во процесот на инвестирање за секоја инвестиција. Се разбира, посакувана ситуација за инвеститорот е да се намали времетраењето на инвестицијскиот процес за да се дојде до првите приливи на средства од новата инвестиција. Од тука заклучуваме дека суштина и значење на инвестициите е жртвувањето на сегашната потрошувачка за сметка на придобивките кои што се очекуваат во иднина. Инвестицијскиот процес е сложен, долготраен процес во кој што се превземаат голем број на активности, кои меѓусебно се испреплетуваат или поклопуваат. Заради тоа, процесот на инвестирање треба да се спроведува последователно и координирано, за да се избегнат несакани состојби при инвестирањето. Мора инвестицијскиот процес да се подели на неколку фази. Постојат повеќе критериуми за поделба на инвестицијскиот процес. Еден од тие критериуми е кога инвестицијскиот процес го поделуваме според животниот век на проектот. Од тука имаме два периода. Период на инвестирање и оперативен експлоатацијски период. Во периодот на инвестирање се создаваат капиталните фондови, а во оперативниот период имаме користење на новите капитални фондови. Од тука доаѓаме до два аспекти на инвестирањето – економски и финансиски. Економскиот аспект е одливот на финансиски средства, односно периодот на инвестирање или периодот на создавање на капитални добра. Вториот аспект, финансиски, е приливот на финансиските средства, кој што се случува во оперативниот период, односно во периодот на користење на новите капитални добра. Втор критериум за поделба на инвестицијскиот процес е според карактерот на активностите. Овдека имаме 4 фази. Првата фаза е планирање и програмирање. Во оваа фаза треба да се направи обработка на идејата, да се види економската оправданост на инвестицијата и исто така да се направи истражување на пазарот. Оваа фаза треба да ни одговори дали е оправдана инвестицијата или не. Доколку е оправдана инвестицијата, се преминува на втората фаза. Втората фаза е проектирање и во оваа фаза потребно е да се изготви целокупната инвестиционно-техничка документација која што е неопходна пред да се почне самиот процес на создавање на инвестицијата. Тука се прават градежни проекти, проекти за инсталации и конструкции, нацрти, скици, шеми, се вадат дозволи, се изработуваат елаборати и така натаму. Третата фаза е изведба. Тука имаме подготовка на терен, физичка градба, монтирање. Оваа фаза е најдолга. Во оваа фаза се трошат најмногу парични средства, исто така ризикот е најголем. Четвртата фаза е оперативната фаза и настанува по завршувањето на сите претходни фази. Оваа фаза се состои од две подфази. И тоа период на пробна работа, која трае определен временски период во кој се вршат проверки на сите технички елементи. По постигнувањето на бараното ниво настапува втората подфаза или фаза на редовно производство.
Со тоа би можело да се смета дека завршил процесот на трансформација на инвестицијските средства во реални капитални фондови. Во оваа вежба од вас ученици се бара, повикувајќи се на претходните знаења усвоени уште од втора година, да успеете да дените поими, да ги поделите според припадност, односно дали се обртен или фиксен капитал. А потоа, врз основа на денешните сознанија, да определите кој од дадените поими представува инвестиции. Следната вежба е студија на случај и се однесува на инвестициите во компанијата Цемекс. Инвестициите ви се дадени во 8 фази. Од вас се бара внимателно да го прочитате целиот текст и потоа да дадете одговор на прашањата. Еве ги поставените прашања. Благодарам за вниманието.